Во Занаечискиот дом денеска свечено беше отворена втората меѓународна научна агробизнис конференција Агромаг 2026 на тема локални ресурси и глобални предизвици, интегрирани пристапи кон одржлив рурален развој во ерата на климатските промени. Организатор на тридневната конференција е Комората на органски производители на Македонија, а настанот се одржува со учество на повеќе универзитети, научни институции и стручни здруженија од земјата, регионот и меѓународната научна заедница. Целта на конференцијата е да се споделат знаења, искуства и идеи во областа на земјоделството и агробизнисот, како двигател на локалниот економски развој преку иновации и модернизација, кои ќе донесат долгорочни соработки за развој на оваа гранка и на науката во целиот регион. Министерството за култура и туризам има усвоено прва програма во оваа година, каде освен поддршка на вакви конференции се фокусира и на привлекување на странски инвестиции, туристи и изработка на стратегии кои што во иднина би биле добри за развој на туризмот, истакна министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Денес имаме представници од 13 држави. Темата е ова година локални потенцијали и глобални предизвици во ера на климатските промени. Како што гледате, имаме повеќе од 250 посетители. 3 дена е работна конференција, денеска првиот ден е свечен ден, вториот ден е работен, утрешниот ден исто така и третиот ден е комбинирана округла маса со практична посета на потенцијалите од руралниот туризам што го има североисточен плански регион. Одредени ситуации, некој ги вика проблеми, некој ги вика предизвици, зависи како ќе пристапиме на нив. Ние имаме нормално како и секаде и потешкоти и некои во одрешавање на одредени потреби или желби, од друга страна па тие можеби се и потенцијал за нешто друго, како што знаете секаде. Самиот факт што денеска имаме представници од 10 туристички организации од Србија. Тоа се 10 погранични општини со Македонија кои влегуваат преку граничните проекти сега познати како ИПА или како веќе, е доказ дека има интерес за соработка со нашава држава или потрошно со нашиот регион, бидејќи во прекограничната соработка со Србија и североисточен регион. Значи ние како ново Министерство за култура и туризам кое што го вклучува туризмот сега, апсолутно дава поддршка на сите овакви манифестации кои што ги спојуваат бизнисот, знаењето, иновациите, креативата, бидејќи е јасно дека Македонија е земја која што многу може да се развива во делот на руралниот туризам, во агротуризмот, винскиот туризам и така натаму, и мислам дека фокусот треба да го ставиме точно на овие точки. Министерството за култура и туризам има усвоено програма, прва програма оваа година и програмски активности за 2026, каде што освен поддршката на оваквите научни конференции, се фокусира и на поддршка на зголемените барања за роучоа, привлекување на странски инвестиции, привлекување на туристи и изработка на стратегии кои што во иднина би биле од голема корист во развој на туризмот. Среќен што сум дел од ова конференција. Ваквите конференции се многу значајни воопшто и за образовниот процес, бидејќи од сите професори можеме да слушнеме нови идеи како да го развиваме земјоделството. Министерството за образование и наука секоја година дава доста поддршка во смисол на средните технички училишта, професионални училишта, а особено акцент тука ставаме во земјоделското училиште, бидејќи знаеме какви се климатската состојба кај нас и треба тоа да го искористиме за да го развиеме земјоделието. Наша задача е да инвестираме во образованието, да произведуваме нови кадри кои што ќе бидат подготвени за пазарниот труд, па да помогнат во зајакнување на нашите позиции како земја кој што ќе го развие земјоделието на поширок начин. Следиме ситуацијата, имавме и промени во законот за средно образование, сега работиме во законот за високо образование кој е при крај. Значи, ја следиме ситуацијата и во основа на тоа што гледаме, потоа действуваме за да овозможиме што подобри услови за учениците
да добијат соодветно образование за да бидат подготвени за пазарот на труд и да помогнат во целиот процес на развој на државата. Потикната е дефинитивно од оние настани кои ние ги организиравме, а тоа беа органска трпеза и агромак што имаше саем. Тука настана сите оние спојувања на научната фела, на агробизнисот фела и од една наша средба произлезе една ваква идеја. Има голем број на министерот Лутков е тука, заменик министерот Дритон Сулемани, ние во општина Куманово има голем број на научници и голем број професори од врвни факултети од регионот, не само од Македонија. Очекувам дека и дебатите и дискусиите ќе имат од плоден карактер. Во секој случај Македонија секогаш била аграрна земја, со плодна земја, со прекрасно сонце, со води и навистина аграрот треба да се врати на големи врата, а верувам дека една ваква научна конференција навистина ќе придонесе на спојување на регионот, не само Македонија, туку давање на сите предизвици поради климатските промени, како се справуваат земјите во регионот, па се тоа да се примени и во Македонија. Во овом тренутку идеја ќе бити на овој конференција. Наши научници, наши радници кои се баве климатским променама, односно кои се баве причом о агробизнису, ќе бити они кои ќе изнети своje нове идеи. Наш cilj je u stvari i ova konferencija koja ima zadatak da napravi spoj između privrede i novih naučnih dostignuća. Vidimo šta se događa u Evropi i u svetu. Videli ste sad da je u Hrvatskoj padao sneg, da je ovdje kod nas kiša, sunce i to su promjene na koje mi ne možemo da utičemo, ali možemo da predupredimo zaštitu bilja, odnosno stvarima koje mogu pomoći u ovom trenutku poljoprivrednice. Davanjem nekih savjeta, davanjem nekih novih agrorešenja, što kaže, za taj biznis. U svakom slučaju, naš cilj je glavni da spojimo nauku, privredu i da napravimo pozicioniranje, znači razumevanje. Ja kada dođem na fakultet i kažem da je najteže spojiti privredu i nauku, ljudi mi jako malo čudno gledaju. Jer mi čitamo iz knjiga jedno, učimo drugo, a onda dođemo na teren i vidimo da taj naš seljak ima mnogo konkretnije prednosti. Sećate se da smo nekada palili dim, pravili da bi se zaštitili od mraza. Ali sad ne možemo se zaštitimo od grada i pored protivgradnih raketa i svega ovoga. Jer to nastaje u trenutku, u sekundi. Ti cikloni i to što se šeta po nebu je problem ne nas, nego cele Evrope. A to mnogo razvijenije od nas ne mogu da reše te probleme, onda ćemo i mi jako teško rešiti. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера лишиле од слобода 32 годишен кумановец бидејќи физички ја нападнал неговата 28 годишна сопруга, соопшти полицијата. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Денеска се одбележува Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот, прогласен во 2007 година од Генералното собрание на Обединетите нации. Овогодишното одбележување повикува на иднина каде што различноста се почитува, достоинството е заштитено и секое аутистично лице може да напредува. Во Куманово, на иницијатива на ученичката заедница, стручната служба, образовните асистенти и учениците од Државното средно училиште Киро Бурнас, направена е импровизирана снимка на лице со аутистичен спектар и како тоа се чувствува кога е преплавено со дразби од различна природа, односно темата е еден ден со мене во моите чевли. На овој начин училиштето се приклучува кон пораките за ефективна инклузија на сите ученици со попреченост. Вистинската инклузија започнува кога ќе престанеме да ги менуваме луѓето за да се вклопат во нашиот свет и ќе почнеме да го менуваме светот за да има место за сите, порачуваат од училиштето Киро Бурнас. Сите имаме еднакви права. Сите треба да имаме исти можности. Сите сме еднакви. И не ги осудуваме другите заради нивните разлики.
Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис во средни училишта во учебната 2026-27 година. Во општина Куманово, согласно конкурсот, следната учебна година може да се запишат вкупно 1668 ученици со настава на македонски и на албански јазик. Во гимназијата Гоце Делчев во прва година може да се запишат 204 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик и една паралелка со настава на српски јазик. Гимназијата Сами Фрашери располага со 204 слободни места во 6 паралелки со настава на албански јазик. Во средното општинско училиште Перо Наков во прва година може да се пријават вкупно 368 ученици во 14 паралелки, по 7 паралелки на македонски и на албански наставен јазик. Најголем број ученици следната учебна година ќе може да запише Техничкото училиште Наце Буѓони, вкупно 592 ученика во 19 паралелки, од кои 9 паралелки со настава на македонски јазик и 10 паралелки на албански наставен јазик. Во државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас предвидени се слободни места за 300 ученици во 12 паралелки, 9 паралелки на македонски наставен јазик и 3 паралелки со настава на албански јазик. На ниво на државата, во сите 109 јавни средни училишта со конкурсот се предвидени над 25.000 слободни места. Од нив повеќе од 17.000 се во стручното образование, речиси 6.000 во гимназиското и 570 слободни места во уметничкото образование. Завршниот дел од проектот Бајките како поттик на детската фантазија на библиотеката Тане Георгиевски се одржа денеска во детскиот оддел во градската библиотека. Во проектните активности учествуваа ученици од основното училиште Браке Миладиновци, а работилниците се одвиваа во неколку фази: запознавање и читање на бајки и приказни, гледање на бајки на екран со цел да се направи споредба меѓу читање и гледање, изложба на книги и изработка на кукли од омилените ликови од сказните. На денешниот настан, кој символично се одржува на 2 април, Меѓународен ден на литературата за деца, посетителите имаа можност да ја посетат изложбената поставка на книги и преку фотографии и изложба на рачно изработените дела од работилниците да ја проследат целата реализација. Целта на проектот е поттикнување на љубов кон пишаниот збор, развивање на имагинацијата и креативното раскажување, збогатување на речникот и правилно изразување кај најмладата популација. Проектот е реализиран преку програмата за културни манифестации на општина Куманово за 2026 година. Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев вчера вечер во Занаетчиски дом традиционално го одбележа Денот на шегата. Концертот под маски се одржа во соработка со Фондацијата за култура и спорт, објави општина Куманово. Според објавата, на масовниот културен настан учествувале ученици и наставници од училиштето, кои интерпретирале домашни и странски класични и актуелни композиции во поединечна хорска и оркестарска изведба. Пред присутните се обрати директорката на музичкото училиште Сандра Зојчевска, а публиката имаше можност да го проследи богатиот музички репертоар и бројните маски, како олицетворение на позитивна енергија, детски насмевки, безгрижност и љубов, стои во објавата на општина Куманово. Во периодот од 1 до 31 март годинава од страна на системот Безбеден град на подрачјата на градовите и коридорите каде се поставени камери регистрирани се вкупно 26.241 прекршок. Од вкупниот број на регистрирани прекршоци за минување на затворен сигнал, односно црвено светло, констатирани се 70 прекршоци што представува намалување за 68,2% во споредба со месец февруари. Најголемиот број се за управување на возило со
со брзина поголема од дозволената 25.230, а во текот на месец март беа регистрирани дури 941 прекршок за управување на возило со измината важност на сообраќајната дозвола. Министерството за одбрана денеска објави јавен оглас за прием на 300 професионални војници во армијата на Македонија. Општите услови да се македонски државјани, да се полнолетни и да имаат посебна здравствена и физичка способност, посебните услови да имаат завршено средно образование и да не се постари од 25 години на денот на завршувањето на огласот за прием на професионални војници, како и сите останати детали се наведени во јавниот оглас кој е објавен на веб страницата на Министерството за одбрана. Јавниот оглас трае 15 дена, вклучувајќи го денот на објавувањето.